Еве гледај, ни дојде покана за на суд. Не почнуваме пак, Арда, ти кажав се. Вујко, немој пак со твојот инает. Повлечи ја тужбата. Не знаеш зошто го сторив тоа, нели, Арда? Остави, не сакам да се расправаме. Како и да е, нашиот разговор никаде не води. Вујко, правиш голема грешка. Немој. Здраво, Бейза. Што стана со твоите грижи за семејството? Се беше лага, нели? Немам потреба да се правдам, Арда. Ја премина линијата. Што се случува овде? Ниту мајка ми, ниту јас, никој не те засега, нели, Вујко? Што се случува овде? Што се случува? Гласот до надвор ви се слуша. Аташ. Евсум повика ит на помош. Ве молам, викнете ит на помош. Добро, смири се. Аташ. Ќе биде Аташ добар. Викнете ит на помош. Аташ. Ама ништо не грижи се за Аташ. Еве сега веднаш ќе повикам ит на помош. Добро ли се ти, дете? Немој, Аташ, Евсум, побрзај. Исмел, наидовме на едни тешки битанги и Аташ слушао го претепа. И дојди, помогни ни, повикај полиција, брза помош, направи нешто, човекот е ужас и ти ја давам адресата, еве. Добро, ајде. Се однесуваш како дете, Арда. Дури и премногу издржува Вујко ти по тоа како се однесуваш кон него. Вујно, нема да молчам за тоа што го направи. И не сагам поради Вујко ми да се карам со тебе. И затоа те молам, не се мешај во ова. Во ред, ти што мислиш дека ќе постигнеш со ова твое однесување? Вујко ми сака да ја тужи мајка ми. Никогаш нема да го дозволам тоа. А мајка ти во право ли беше? Правилно ли постапи таа? А? Добро ли направи што се обиде да и го уништи животот на неговата вистинска ќерка? Не можам да поверувам. Не ми се верува што се случува овде. Немаш почит. Сосема сте полуделе сите. Подобро е тука, кујната е поблиску. Не разбирам зошто не сакаш да одиш во болница, Атеш. Ништо не ми е, нема потреба од болница, добро сум. Полека. Да ти ги собрачам патиките. Началнику, клучевите. Началнико Јова. Атеш, овде ти ги оставам клучевите. Ворет ти благодарам. Внимателно те молам, полека. Бахар, тука имаш завои и некои работи што ќе ти се најдат. Многу ти благодарам, Исмел, фала ти што дојда. Сега јас ќе средам. Боже, жити се. Ова мисли дека станала медицинска сестра. Што ќе средиш ти, а? Какво чудо. Добро, нека одмори убаво детето да не му досадуваме тука, возрасне. Мислам, не е дете, ќе си ги спие лековите, ќе си легне, ајде ние да си одиме. Евсун, одете вие, јас овде останувам. Добро, ајде ти заврзи му ја раната и дај му лек, па ќе станеме да ставам чај. Евсун, тебе и Мугија да ве оставам дома. Бахар ќе се погрижи за Атеш, ајде. Не е душо, заедно дојдовме, заедно ќе си одиме, ќе чекаме, не е проблем. Евсун, те молам. Да одиме. Па добро, ама не доцнете, принцезо, добро? Атеш, брзо закрепнување, ако ви треба нешто, побарајте не, за било што барајте не. Ако имате потреба од нешто, јавете. Благодарам, Исмел. Појди, брате Илијас. Да си ми жив. Земи Илијас те молам. Мамо, веќе нема да продаваме ќофта? Од утре почнува Рамазан. Месец дена ќе постиме. Кога ќе завршиме, повторно ќе продаваме ќофтиња, што се секираш? Мамо, и јас сакам да постам. Чекајте и малси. Здраво живо! Здраво живо. Аман, што ти се случило да Сакине? Што ти тебе грижа што ми се случило? А? Сакине? Навистина што ти стана со окото? Не прашувај да му джела. Ја ставав завесата, ми се лизна ногата и паднав. Со помин нека е тогаш. Добро што не си скршила нешто. На овие години човек потешко здравува, така е. Господи Боже, те не сите запна за моите години. Што има во моите години? Млада девојка сум јас. Девојко. Ај, не гледаш, маш има тука. Ало, што зборуваш? Кога почина? Добро, веднаш ке тргнам.
Ке стал сам на погребот. Нека почива во мир. За добро да е, Салих? Мојот пријател од войска Хасан утрово доживеал срцев удар и умрел. Нека му е лесна земјата. Прими сочувство, мајстор Салих. Можем ли нешто да помогнем? Не, што може да направиме сега откако умрел? Банкар ќе го погребаат. Јас морам веднаш да одам. Извините, не можев да ви помогнам. Ајде сега, не е важно тоа. Ние ќе светиме се, ти немој да се грижиш. Салих. Внимателно вози, добро? Прими сочувство, те молам. Благодарам, Уџела. Мрдни се малку понатаму, бубрегот ме боли. Малку ми е тесно. Тато Евсон, нели бубрегот е на десна страна? Епа нема таму бубрег, туку јас, како што ти велам, не прашувај многу, сега помести се. Бог да чува. Господице, и вие ако може малку гледате, дека е тука тесно, неверојатни сте и двете. Бог да чува. Колку неразбирливи луѓе. Да. Сигурно не можеш да лизгаш. Мислам дека претерано си слаба. Не треба вака, не знам што правиш, што вака си слаба. На вистина, не разбирам како можат да примат вакви полицајци. На вистина, велам да застанеме овде да те оставиме, ќе трчаш до дома и ќе си дојдеш така и до работа. Не е проблем за тебе, те гледам дека си во одлична кондиција, можеш и да трчаш насекаде. Евсун, доста веќе? И овие да ги ставам вака. Ете така. О, аман. Госпоѓа Султан се разбудила. Ајде, добар ден нека е. Султан, мислев дека нема да станеш до ифтар, замисли. Замолчи малку, Уџела. Те молам, замолчи. Се надевам, овај месец, бидејќи е свет, ќе те чукне по глава. Ајде. Здраво живо на сите! Сакине, од каде излезе ти? Ова, ја седев дома да дам Уџела, пато Илијас дојде и ми рече дојди кај нас ке јадеме. Јас веднаш дојдов. Ако убаво направи, повели седни. Ѓуленсер, донеси ја начинија и за да ти сакинете. Веднаш. Каква? Када, Ѓуленсер? Колку години имаш ти? 35. Така ли велиш? Добро тогаш, ајде донеси ми една мала чаша. Добра вечер. Керко? Од каде излезе ти? Аман. Нешто не можев да заспијам. А и гласот ви се слушаа до кај мене. А и прекраснава гозба татко ми ги обзеде очите мене. Каде е Бахар? Бахар спи, нема да пости лекови, мекови, знаеш каква. Ајде, повелете, ајде, земи ја супава сакина, ајде, повели. Благодарам. Да дочекаме добри денови. Нека ни се тргнат црните облаци од глава. Ќе бидеме многу среќни, не чекаат светли денови. Дај Боже. Што зборуваш ти, тетка Сакина, да не сонуваше нешто убаво среќно? Не, само велам ке ни дојдат добри денови, светли, блескави денови. Да, велам Евсун, ме разбра? Зошто не ме разбудивте и јас ќе постам со вас? Берат, синко, зошто се разбуди? Нема да можеш да издржиш. Што ми е грижа, јас сакам да постам. А и татко ми велеше кога ќе пораснеш ќе постиш. Веќе пораснав јас. Се разбира, капетане. Ти порасна веќе. Дојди околе, дојди кај мене, дојди Ираку. Дојди ваму, ајде. Дојди. Ке ни завршат сите проблеми. Ке бидеме многу среќни. Тетка Сакина, ти да не полудели, што ти е на тебе? Не вели така? Не полудев?
Што ти е? Ништа. Се реков да те покријам да не ти студи. Атеш, Во ред. јас сум тука да се грижам за тебе, зошто стана? Да, но ми издосади од лежење, Бахар. Атеш, што мне не послушај, не отида во болница, барем мене послушај ме. Те молам, ајде. Добро. Покри се, ајде. Кажи, Евсон. Добро, каде си ти, девојко? Па никако ли не те пушта тој атеш? Евсон, за ова ми се јавуваш во ова време? Па зашто можам да ти се јавам во ова време, а? Да не требаше да зборуваме за економската криза во земјава? Зашто друго можам да те побарам? Не трупај глупости, ја да исклучувам. Бахар, слушај, тато се лути. Дојди, ајде да види колку стана часот. Јас не можам да спијам без тебе, многу ми здосади, жи ми се. Постојано сонувам кошмари некој. Ајде те молам, дојди. А јатеш веќе оздрави, а имаш големе. Евсон, Атеш е во ваква состојба поради тебе. Ако можеш, почувствувај малку одговорност. Знам дека ќе ти биде тешко, ама барем пробај. Сите отидоа со паметот. Земи го, Кирко. Ако ми дозволите, би сакал да вам да си легнам. Добра ноќ. Ајде со здравје. Останете ми со здрави. Остани ми со здравје. Бате Илијас, не грижи се, наскоро ќе доживееме прекрасни денови. Добро, ајде. Стоја, ќе си легнуваше, па ајде, добра ноќ, тато. Добра ноќ, Кирко. Сакине, што ти е тебе, жена? Нешто замислена си, само се смееш, што е работава со тебе? Ајде да не ти влечам сега со клешти од уста зборови. Искрено, мислев дека нема да ме прашате. Јас направив едно многу добро дело за овој месец Рамазан. За мое добро и доброто на сите вас. Што стори да не изгради џамија? Доближете се сите. И ти дојди да му джела. Слушнете, сега убаво. Убаво сега слушнете ме. На господинот Мехмет му кажав каде е Јусуф ага. Што? Што си направила? Ова Јусуф е да му джела е еден мој стар пријател од мојот крај, за него јас кажував, зборував. Сакине, на господинот Мехмет Емир. Укажа каде лежи Јусуф ага. Повели? Ти благодарам, душа. Добро е што си покрај мене. Аташ, прости ми. Зашто? Па се ова се случи поради нас. Бахар, љубов моја, што зборуваш ти? За тебе би се соочил и со смртта. Го знаеш тоа. Патем, јас би ги средил сам тие. Виде дека не се способни да се тебат, самата го виде. Да ти се случваше нешто, немаше да си простам. Добро, тетка Сакина, како можеше да направиш вакво нешто, леле? Не ми се верува, како е можно? Ти си ми како мајка, како можеше да ми го направиш ова проклетство? Како можеше, тетка Сакина? Керко, види, секунда, ова го направив за нас ова го направив. Не сакам ништо да ни фали. Ти за малку ќе умреше. Види ме мене во каква состојба сум. Гледајте, Господ не казни. Треба да знае дека Јусуф ага е закопан во неговата куќа и тој треба да почива во мир и ние да се смириме. Лошо ли сторим? Лошо сторим? Замолчи. Леле, немој Боже. Мири се. Како постапуваш сама без да прашаш? Добро. Ете, сега полиција ќе ни дојде. Сите ќе не одведат. Не? Седни тука на место, глупава. Што направи ти? Што направи, Сакине? Мислиш дека Мехмет Емир нема да ти го препознае гласот? Не, да му джела. Јас ставив еден миндал, така зборував, нема да ме препознае.
Браво, тетка Сакине. Значи, браво, ти честитам. Како ти текнало, баш си великодушна. Како нема да те препознаат, како така мислиш? Полицијата ќе те најде преку бројот од кај што си се јавила. Разбираш ли, потоа ќе те следат, ќе те изнакажат неколку сладки зборови и ти веднаш ќе не предадеш сите. Ушивај, Мила, и на тоа мислев јас. Отидов од јавен телефон, се јавив, не грижи се, ти не плаши се, Мила, не плаши се. Сакине, сега има се убаво да ми раскажеш. Кажи ми, ајде, што му кажат ти точно? Јас ова му кажав телото на Јусуф Еркиран е во дворот на кукичката и веднаш ја спуштив слушалка. Друго? Ништо друго, ништо. Во ред. Не плашете се. Никој нема да се посомнава во вас. Каде стигнавме? За ова ли да се радуваме? Сега, да речеме, на Јусуф ага неговото тело некој го има пронајдено. Нели можно е? Добро, а што ако се дознае ќерка ти и ти сте мешани во тоа? Тогаш што ќе правиш? Готови сме ние, готови. Јас ќе скапам во затвор и ќе сгинам во затвор, да знаете. Евсум, ти реков, никој нема да се сомнева во вас. Што се плашиш толку? Ти ништо не знаеш, тето. Види, сети се твојот Салих убиец, што кажа? Што кажа тој сириски убиец? Нели рече дека ставил нешто мое и на мајка ми кога го закопал Јусуф, ага така беше? Не го сторил тоа, Евсун. Не сторил такво нешто. Еве, тогаш не беше луд, што така кажам, но не го сторил тоа. Готова сум. Готова. Ќе гнијам во затвор. Ќе скапам во затвор. Млада сум, не сакам да ме затворат. Не е можно, ова не може. Не може. Што направив, јас што направив? Ја фрлив Евсун во затвор, Господ мене нека ме казни. Добро, ајде смири се, не плачи, молам, ајде молам, не се преправај, туку размисли. Да не привлекуваме многу внимание, нели, и да размислиме паметно. Јас да бегам. Да се избегам надвор од државава, известно време да ме нема одовде, нека се смири ситуацијата и потоа ќе видиме. Господе, чувај ми ги, Евсун и Илија, сте молам, Господе, не можам повеќе, леле, Господе. Тебе, Господа, те казни. Совземете се, не зборувајте така. Ќе ме полудите и мене. Уџела, Салих навистина ли го закопал? Не знам, Султан, навистина не знам. Ајде, праше го. Добро, еве, чекај. Позвучниот сигнал Исклучен му е. Веднаш ке отиме кај него. Чекај. Не можеме, Султан, не можеме. Бидејќи Салих не е тука и да негов другар умрел, отиде на погреб во Анкара. Не можеме да одиме. Тогаш да одиме во конакот. Па не се глупирајте тоа каков конак. Полицијата сигурно отишла во конакот, веќе се истражуваат таму, сега ќе ни дојдат тука и ќе ме уапсат. Готова сум, нема бегање. Ајде да одиме. Што сака нека биде? Да си ја пробаме и ние среќата. Султан и јас ќе дојдам. Не, ти ќе останеш. Не му кажувај на Илијас. Не. Види му, јави му се на Салих и дознај. Добро. Се надевам го истражуваат местото па да ти го подготвиме гробот, Сакине. Не унешти, тетка Сакине, не уби сите, не уби, да знаеш. Жи се ти веламе, Евсун, за наше добро го сторив тоа. Да не снајде некоја поголема катастрофа, затоа. Кажете, госпожо Султан. Бейза, зашто не креваш? Да не се случи нешто? Што ќе се случи, спие. Добро, значи нема ништо. Не, ништо нема, сите спијат. Зошто ми се јавувате во ова време? Немало полиција, рече. Фала му на Бога. Бейза, види вамо. Одалече го Хајретин од вратата, ние доаѓаме. Не ми испрашувај, прави како што ти велам. Добро, не прашувам. Не смеам да прашам. Добро. Додека дојдеме таму, никој да не се врти околу конакот. Ајде. Се уште имаме надеж ние. Може би ќе средиме нешто? Не толку плачи сега. Само што сакав да те разбудам, Кирко. Ајде, јади нешто пред да почнеме молитва, да те молам. Мамо, да го викнеме и господинот Хајретин? Греота е, нема никој. Нема што да јаде како нас. Вака греота е човек. Во право си, Кирко. Ајде, оди викни го човекот. Хајретин, стани, разбуди се. Ти ќе постиш утре или не? Јас од 6 години постам. Секогаш сум постал. Многу убаво, ајде заедно да јадеме сако. Ајде. Јас имам јадење. Ама што ќе правиш со толку јадење? Внатре има бурек? Бурек со месо, самата го направив. Мора да го пробаш. Добро тогаш. Ајде. Ајде, побрзо.
Види, Кирко. Добро, направив како што кажа, хајрате ми е на врата. Ако може малку побрзо да возиш. Има доста, ако сакаш ке ти ставам уште. Добро би било. Секако, ставим. Ајде, повелете. Ајде, пријатно. Чекай. Ајде с Господ направо. Браво, Бејза, браво. Ајде, Господе Боже, помагај. Ајде Господ нека ни помогне. Евсун, како ќе го откопаме ова, Кирко? Со раце ли ќе го откопаме? Не се клупира, ајде најди некоја лопата или копач. Чекај, овде има нешто, чекај. Најде ли? Кој го сакаш? Ова, дај ми го. Ти чувај стража. Аха, во право си, да. Чекај да ти пуштам светло. Чекај. Ај, Боже, Господе. Помагай, Боже. Возвишен Господе, те молам извади од ова искушение, те преклонувам да не доаѓаме сека вечер овде да не сретне некој потоа лошо ќе биде за нас. Така е. Молчи. Ќе те удрам со ова по главата. Да, тогаш јас да чувам стража. Ќе одам да чувам стража. Ајде. Јас многу се плашам, тето. Ајде побрзо те молам. Сивишен Господе, те молам, прости ни за сите гревови. Тето, ти внимавај. И каков човек, па и не излегува баш лесно, а? Јас не можам сама ова да го правам. Кирко, ќе си легнам сега, ти собери ја трпезата. Добро, ќе ја соберам. Добра ноќ. Добра ноќ. Јас додам. Не може. Седи. Зашто? Ќе пиеш чај. Дури ќе ти донесам и благо. Ќе јадеш благо и Остави сега благо. Чекај доста, прво пробај да видиш дали си пробал некогаш вакво благо, па ќе кажеш. Ќе јадам и ќе станам. Добро. Тргни го тоа, тргни. Ова ќе го завршиш. Бејза, ова е цела тепсија. Цела тепсија, што да правиме? Јади. Јас да станам? Каде одиш? Се најадов, ајде одам. Не може. Зошто, Бејза? Остана благото, дојади го. Спакувај ми го, утре ќе го јадам. Ајде. Не сега ќе го јадеш. Пушти ме да одам сега надвор. Пушти ме. Не смееш да Што ти е одиш. тебе? Не смееш и крај. Овде ќе останеш. Ај. Што ти е тебе, Бејза? Утре ќе го дојадам благото. Што се случува? Има ли некој проблем? Не, ништо не е. Јас одам. Добра ноќ. Оф. Што се случи, Кирко? Зошто ме викнавте? Ништо не е, мамо, смотан е. Јас нема да гледам. Господе, доаѓа некој. Сокрите се. Чекай, фрли ги овие. Ајде, потивко. Ајде, остави. Уште малку, ајде. Бидете тивки. Ајде, потивко. Дојдите. Ајде, трчете, ајде. Ајде, Кирко. Ајде, трчете. Дојдите. Затвори вратата. Ајде, побрзајте. Тето, ајде. Брзо. Ајде, Фатима, ајде. Што е ова?
Што е ова? Нели требаше до сега да дојде полицијата да истражува и да го најдат неговото тело, па мислам, што е ова сега? Според мене Мехмет Емир не поверувал. Не мислам дека е така. Има нешто друго во оваа работа. Не, Кирко, мораме некако да дознаеме. Ќе му кажам на татичко, ти дознали каде е телото на Јусуф Ага, но уште не отиде во полиција, зошто се однесуваш вака? Што е работата? Ете така ќе го прашам. Не, Кирко, ќе смислиме начин, ама сега да се качиме во такси, да ќе средиме полиција. Нема каде да одите сега. Се случува поради мене, жими се мене ме снава, ја подобро да умрев, па да се спасев. Евсун, како така зборуваш ти? Ајде покај се. Господе Боже, не туку мисли на лоши работи сега. Ајде да си одиме, ќе фатиме такси, ајде. Ајде да одиме, ајде. Ти каде? Ти овде ќе чекаш сега. Ако дојде полиција ќе не известиш, слушаш? Ама дадо, што направам јас сама овде во ова време? Ако ти не останеш, Евсон ли ќе остане? А? И така се тоа е поради тебе. Ако и се случи нешто на Евсон, се колна многу лошо ќе биде за тебе, така да се знаеш. Разбрав, јасно. Тетка Сакине, ајде внимавај. Со здравје. Господе, помогни ми, те молам, помогни ми. Атеш! Добро утро. Добро утро. Немој да ми речеш дека одиш на работа. Не одам. Одиме заедно. Ти се уште не си се подготвила. Бахар, штом заедно живееме овде, треба да продолжиме од каде што застанавме, нели? Така е. Ама јас не сакам да се вратам таму, Атеш. Зошто, Бахар? Ти едно време работеше таму. Ништо не може да те спречи да одиш повторно. Работава стана како детска игра, се вработувам во една фирма, давам отказ во друга. Сето ова е глупост, нели? Бахар, тогаш условите така те принудија, тоа нема никаква врска со тебе и ти го знаеш тоа. Тогаш Мехмет Емир беше таму. Сега кога не е таму, не гледам причина зошто да одам. Ама, јас на неколку места дадов оглас, чекам да ми се јават. Бахар, душо, не грижи се за Мехмет Емир. Утре е на судење. Тој неверојатно ќе го добие случајот и се ќе биде како порано што беше. Се надевам. Патем, ти изгледа забораваш. 25% од акциите се мои. Технички, до некаде, јас се сметам како твој газда. Затоа подготви се да одиме. Бахар, душо, види, направи го ова за нас. Мораме да започнеме од некаде. Повеќе, не е важно каде живееме, со кого живееме, не е важно. Ние сме заедно, тоа е најважно. Затоа имаме потреба од нов почеток. Стори го тоа, за нас. Добро, во ред. Тогаш ти доручкувај, душо, јас да се подготвам и одима. Батонидим? Атеш, почитно треба да разговараме. Што е, се случи некој проблем? Лице во лице треба да зборуваме. Добро, Батонидим. Да оставам Бахар на работа и веднаш доаѓам. Каде се овие? Зошто не се јавуваат? Добро утро. Добро утро, Илијас. Уште никој не стана? Ѓулен Сргобања сини. Султан Евсун каде си? Од каде да знам, Илијас? Јас не сум им чувар. Господе. Дадо, зашто се отиш веднаш, па јас само прашав тоа. Илијас, кога веќе стана, брате, оди купи нешто за ифтар, ајде те молам, има доста работи што треба да земеш. Ајде, оди брзо. Чекај, Дадо, рано наутре попладне ќе одам, ништо нема да биде, не? Нема, Илија, сега има да одиш. Ми требаат работите да можам до ифтар да сготвам се. Ајде, брате, ајде, станувај, стани, ајде. Облечи си нешто, јас да ти го подготвам списокот. Господе Боже, да те фати пост од тебе. Илијас, не туку се задржувај повеќе тука. Каков пост, жити Бога? Што зборуваш? Каков пост? Што зборуваш? Ајде, Султан, јави се, ајде. Јас ќе полудам, тето. Што ќе кажеме сега? Како ќе направиме? Ако не е вака да му кажам, тато, те молам, прости ми, но не оди во полиција, да не пријавиш, те молам, ти си голем човек или пак да бегаме заедно од овде и онака до тука било, нека заврши тука веќе. Не може. Полудеш ли ти? Еве стане утро. Саки не се уште не се јави. Дознай некако? Не те некој да ти каже дали знае нешто? Ајде те молам. Ти како да го натерам да ми кажеш? Што да му кажам? Да му речам не оди во полиција, да не пријавиш, тоа ли сакаш? Употреби се што имаш. Покажи тука која е Евсум. А јас во меѓувреме да кројам еден план за нас. Ајде оди. Ајде брзо.
Добро. Господин Илијас. Добро утро. Добро утро. Се сеќавате на мене? Јас сум инспектор од Фикрет. Се сретнавме еднаш на пазар. Да, се сетив, ама... Дали имате малку време? Сакам да ви кажам нешто. Секако, инспектор, кажете, а не знам што имате да ми кажете. Ние и доставивме сите документи и се е во ред. Не за тоа. За друго нешто сакам да зборуваме со вас. Поведете, инспектор, како може да ви помогне? Само да ви кажам, манерата ми е сериозна. Да не беше така, никогаш немаше да застанам пред вас. Имам голема почит кон вас. Размислив и реков, најдобро ќе биде да зборувам лично со вас. Да, инспектор, ве слушам, не срамете се, вие само кажете. Господин Илијас, барам ваш благослов за Гюлесер. Ако нема некаква пречка, секако и ако Гюлесер сака, ќе да земам сестра ми и ќе дојдеме да запросиме. Евсон? Што се случи? Дојдоа да ме земат ли што? Кој да те земе, Евсон? Што зборуваш? Што бараш тука? Не можеш да најдеш друго место за спиење? Ај, имав кошмар, многу се исплашив. А ти? Што правиш? Што правиш тука, сестрички? Денес почнувам овде со работа. Се вратив, иако ти ме избрка. Мани, ти колку си чудна. Просто да се зачуди човек. Со тебе не треба да се отворат тие теми. После тоа поминавме илјада убави работи, таа тема се затвори. Никој нема да не скара веќе, сестрички, јасно ли ти е? Добро, што значи ова да лежиш овде? Немаш куќа да одиш да се легнеш? Не, имам многу, чекам татко ми сега. Мехмет Емир се враќа во фирмата? Да, се враќа, кај да ќе дојде. Остави сега тоа, Аман. Ајде оди работи, гледај ги луѓето како сите работат, што си застанала тука? Не биди мрзлива, немој пак да те избркам од работа. Се шегувам, принцеза, не ме гледај така. Евсон, оди измеси го лицето, ајде. Машала за мојата сестричка. Сестра ми е. Ти благодарам, сине. Бато, не идем? Добре дојдатиш. Кога рече итно, се обидов што побргу да дојдам, бато. Што се случува? Прекинале с реконструкцијата на Ану. Сите се уништени. Каде најдоа баш за Рамазан? Што имаат сега овие? Како може да направат вака? Има донесена одлука да направат хотело. Се обидува да го искористи отсуството на Мехмет Емир. Но не биди сигурен во ништо. Ова нема да биде толку лесно. Нема да им дозволам. Што се случило со парницата? Денови оди на суд. Јас мислам дека господинот Мехмет Емир ќе го освои случајот. Ама, сепак треба да му се каже стоп на Арда. Батон, идем. Ако немаш нешто друго, јас да станам. Сакам веднаш да го средам ова. Атиш, не планираш да замениш од овде. Гледаш, треба да ги спречиме луѓето. За Ани парите се пред се. Не заборавај што им направија на твоите. Овие сите имаат иста крв. Ајде, Султан. Ајде, каде си, Султан? Илијас. Зошто дојде ти? Нели требаше да одиш да пазариш? Чекај, Дадо. Види, треба да зборуваме за нешто многу важно. За добро да е, Господе. Илијас, не ме плаши, зошто се случи нешто лошо? Не, Дадо, какво лошо? Напротив, за добро е. Ти текнува на тој Фикрет од пазарот. Инспектор ли беше, што беше? И? Тој фалил око на нашата Гюлесер. Што? Јас не му кажав ништо. Му реков треба да прашам. Дадо, и треба да ја прашаме девојката. Не може така, де. Како ќе кажам, Дадо? Како ќе кажам, ќе се срами сиротата, Дадо. Нема да може да ми даде одговор. Јас велам ти да разговараш. Ти со Гюлесер разговараш и прашај, па да му дадеме одговор на човекот. Мене ми е незгодно да разговарам со девојката. Илијас, како
Ако седа ни е совршено, па сега уште и Гюленсер ќе ја мажиме, нели? Илијас, сега немаме време да се занимаваме со тоа. Ај, Господи Боже. Дадо, што ти е тебе? Уште рано наутро некако чудно ми се однесуваш. Што ти е? Види ваму, ти да не криеш нешто од мене, а? Не, Илијас, што ќе кријам од тебе? Не, јас не сакам да бидам строга, ама не знам како ќе испадне целава работа. Ако и се случи нешто, нема да си простиме. Затоа малку се вознемирив. Но ако човекот е сериозен, тогаш распрашај се што човек е. Ајде, одија, јас ќе зборувам со Гюленсер. Добро, Дадо. Ајде. Тие до сега ставете ги на моето биро, јас сите ќе ги потпишам. Добро. Благодарам. Еј, жирафа! И што правиш ти тука, а? Видимо го ставот, го најде хотелот празен, сега изиграва газда некој, види го се облекол во дело, како мафијаш некој, види се каков си. Ефсон, што бараш ти тука? Што те засега? Што е да барам? За мене барам. Ако сакам ќе одам во некоја соба, ќе си уживам во джакузи, ако сакам ќе седам во баров, ако сакам на рецепција ќе седам, ќе си пречекам гости, ќе им кажувам каде се собите, што те засега фирмава на татко ми. А ти што си правиш? Сигурно ти отишла главата. Мајка ти е во душевна болница, од нервоза и тебе ти отиде паметот и си мислиш дека можеш да бидеш главен тука. Ама да ти кажам, нема да биде така душа. Татко ми ќе дојде за 2 дена, па ќе дојдеш ти да ме молиш потоа. Не разбираш ли, снобу? Евсон, што правиш? Ајде, немојте мала. Ама чекај, Бахар, па чекај. Па јас се забавувам тука, го најдов смотанјов и како? Како да не се забавувам? Шт! Оп, гледате ваму, народе! Гледате ваму, работници! Снобов, што го гледате? Арда, минатата година трчаше по девојка во Бодрум, а сега ни дошол овде и ни изиграва некаков си газда на хотелов. А овој мене овде ми е братурчет, каква мајка, таков син, да ви кажам. Многу се метнал на мајка му, леле, иста како неа. И во секое семејство има по еден луд. Ама, види кај нас излегува двајца будали. Бајка му е во лудница и воопшто не се сомневајте, јас и татко ми немаме такви опасни болести како нив, ама да се знае, јас се спасив од смрт. Знаете, татко ми настикаде даде известување дека треба да ми се најде бубрек и фала му на тој што ми го даде бубрегот за мене. Но мајка му на овој смотаниов овде што го гледате, значи мојата тетка, отишла, го грабнала човекот што сакал да ми даде бубрек, потоа татко ми, односно незиниот брат му се заканил со фирмите, хотелите негови, а сини, овој овде што го гледате, на мене ми се прави газда и на сите вас ќе ви се прави газда, ама јас не знам што му е проблемот на него. Изгледа има наследено некоја болест од мајка му, тоа што ви зборував дека се будали и двајцата. Ефсон, затнија муцката излегува и надвор. Евсон, навистина претера. Арда, ти знаеш каква е, Евсон, барам ти смири се, те молам. Бахар, те молам, опаметија сестра ти. Кажи ми, ти личи ли да ја донесеш тука? Ама јас никого... Јас овде работам, Арда. Се вратив на работа. Така ли? Да. Тогаш и двете како што дојдовте заедно ќе си одите. Затворете ја и сметката на господја Бахар. Ставете печат. Во ред. Биде вамо, тебе ти зборувам. Што се занесуваш ти? Ти кому му ја затвораш сметката? Добро, Евсон, остави го. Ќе одиме, добро. Бахар, немој да се откажуваш веднаш и ти Бога. Ти врати се на работа, јас ќе се пресметам со овој дебил да видам кого сака да брка од работа. Евсон, не ме терај присилно да ви извадам надвор. Ајде, губете се. Ма што се занесуваш ти? Бахар, не оди. Јас одам, Евсон. Дојди тука. Бахар. Евсон, што се случува овде? Па идиотон Арда, не знам од каде собрал толку храброст, дојде, сакаше да ја избрка Бахар од фирмава, а Бахар се засрами и сега ќе се спакува и ќе си оди, како што и личи на ден. Јас одам до Бахара, а ти погрижи се за имбецилот Арда. Господе Боже, помогни ми. Леле. Господе Боже, и Господе, помогни ми мене. Добро ли сте, господја? Ништо не направив. Да не се повредивте? Малку ме заболеа дланките кога паднав, толку. Со помин нека е. Благодарам. За добро да е. А зашто се шетате навака натака? Отвараме станица овде.
Убаво. Тогаш, ајде со среќа, нека ми е новата станица, господин полицаец. Ви благодарам. Пријатно. До здравје! Аман, Бахар, душо, па те молам, не прави вака сега, не збунувај веднаш, ти велам, атеш сега ќе среди. Бахар, слушни ме, Бахар. Тато! Бахар, татичко? Јас дојдов, се загрижив малку за тебе, имав некое лошо предчувство бидејќи си ми татко. Сигурно затоа и ете гледам дека не си ми баш добро. Што ти е? Ти добар ли си? Те гледам малку си ми блед, добар си? А? Добар сум, Кирко, извини, има малку работа. Тато, ако не кажеш што ти е, не можеш да најдеш лек. А? Што се случи? Кажи ми, јас сум ти Киркичка, можеби ќе ти помогнам. Не е нешто кој може да се каже тука. Што е, некоја тајна да не е случајно, а? Не, како да ти објаснам, се ми дојде едно врз друго, твојата болест. Тетка ти ја испративме во болница и од рочиштото веќе се преморив. Да, лошо. И толку ли е? Што уште да биде, Кирко? Точно, што уште да се случи, се нас не наоѓа нешто. Секој камен нас не паѓа на глава, Господе Боже, тато. Ама, татичко, ние сме си тука еден за друг. Ние сме големо семејство, ти си поглаварот на нашето семејство. Ние, што сака нека не снајде, не е важно, се заедно ќе си пребродиме заедно, нема никаков проблем. Например, мама е во многу лоша состојба. Тоа што го доживеа, треба да извадиме поука од тоа. Знаеш, жената сама се грижи за себе. Татко и го нема, дедо ми го нема никаде, тато исчезна и го снема. Можеш ли да замислиш колку е лошо тоа? Точно велиш, Кирко. Важно е да бидеме заедно. Заедно можеме се да пребродиме. Точно така, татичко, точно така. Ете, ваков да ми бидеш секогаш позитивен и треба да бидеме сигурни дека никој не може да не распарчи нас. Ајде да те бакнам сега. Ајде да не те задржувам, само дојдов да те видам. Добро, Кирко. Тогаш да зборуваме малку покасно, може? Добро. Ајде, се здравје, пријатна работа, ајде. Човеков ништо не знае, тетка Саки не рече дека му кажала, Господе Боже, што се случи? Тито, тамо ли си? Па добро, доаѓам. Ајде. Арда, ти ги преминуваш сите граници. Не можеш да донесеш одлука без да се консултираш. Ова не е целосно твоја фирма, Арда. Атеш доста. Нема да ти објаснувам. Мајка ми е газда на фирмава. Мајка ми додека е болна, јас решавам за се. Арда! Што се случува овде? Арда се обидува да предизвика големи проблеми. Наредил да престанат со реконструкција на Анот и сите ги избркал. Повторно се затвори местото со желба да направи хотел. Како да не беше доволно тоа што денес избрка Бахар. Точно е, знам за се. Воопшто не ме чудиш. Ти веќе немаш право на збор тука. Затоа не смееш да се мешаш. Нема да дозволам да го освоиш судот. Ако треба, јас ќе го земам наследството. Арда, гледаш ли докаде стигна мајка ти со амбициите? Што и ти ли сакаш да бидеш како неа? Поради кого мајка ми е во таква состојба? Обиди се малку да се присетиш. Која стави Евсун во нашето семејство? Ти. И ти си виновен исто како неа. Толку ли сте злобни? Толку ли се отрувте? Веќе не можам ни да ве препознам. Ние сме истите, Вујко. Дента јас го доведов човекот во болница. Да бев лош човек како што мислиш, ќе дозволев да умре Евсун. И ти ли си вплеткан во тоа? Да. И воопшто око не ми трепна. Ќе те згазав, Господине Мехметемир, смирете се. Тргни ми се пред очи. Губи се да не те гледам. Кирко, сигурно ли си дека Мехметемир ништо не знае, кажи ми ти мене? Па колку пати да ти кажам? Не, ништо не знае човекот. Направив како што ми рече, го натерав да ми каже, се го распрашав, но греута е човекот, ништо не знае. Во голема депресија е нешто, има проблеми со семејството, тето па разбери веќе. Па дури му го спомнав и господинот Јусуф, можеби реков ќе пропее нешто ќе го асоцира, ама ете ништо. Е тогаш кому му кажала Сакине? Па од каде да знам? Па не знам, тето. Се испомеша и да ти кажам нешто. Кога тогаш мене ќе ме снајде некоја неволја нова? Не. Никако. Никој не сме да те допре. Види вам. Јави се на Сакине, нека ти каже се точно. Во право си, во право. Ало,
гласу, не криши се ги отвори в очите. И следам се. Не криши се тука сумја се море. Е, сега дека ќе бидеш таму, тетка Сакина, нормално дека ќе бидеш таму, па каде ќе бидеш на друго место? Слушај, вамо, сигурна ли си дека зборуваше со татко ми со господинот Мехмет Емир Атахан, а? Му го слушнали? Гласот му го чу, неговиот глас ли беше, да не беше некој друг случајно? Што зборуваше со него? Што му кажа? И јас не знам. Не ми текнува Керко, јас се му кажа. Што вели? Што му кажа? Ајде, дај ми го бројот на кој си се јавила. Бројот ли? На тетрадката ми е пишан. Што вели Керко? Добро, каде ти е тетрадката? Тетрадката ли? Ова, дома ми е. Ја ставив во шифонјерот каде што ми се и органите. Таму ја ставив, не криши се. Оф! Кажи што вели? Оф, тетка Сакине, оф. Добро, тетка Сакине. Ајде вака да направиме. Фати едно такси и оди си дома. Ние сега ќе дојдеме. Значи да не чувам веќе стража. Не чувај веќе, тетка Сакине, нема потреба да чуваш, оди дома, ајде. Разбор, ајде со здравје. Женава нема појма на кого се јавила, со кого зборувала по телефон, со кого врзавме работа. Не знам што да кажам. Ајде да се одиме дома со такси. За ништо не ја бива оваа Сакине. Господине Арда, за 10 минути ќе започне состанокот. Откажи го, ако ме бара некој дома со. Атеш? Бахар, душо. Добро ли си? Добро сум, Душо. Ама, не сам зошто се вратив таму. Како да нема никоја друга работа во градов, па јас таму се враќам да работам. Моја грешка е, Бахар. Не требаше да те оставам сама, особено во ваков период. Не, Атеш, од ова извадив добра полка. Повеќе никогаш нема да работам во ниту една фирма, ниту хотел на Атахано, верувај ми. Дојди, да седнем да разговараме. Љубов, таа е и моја фирма. Арда нема лоша намера кон тебе. Тој бесот, што го има кон Вујко му и кон Еев, со го истори врз тебе. Види, знам дека ова не е прифатливо. Но не сакам да оставиш работата само затоа што тој така ти рекол. Атеш, те молам, не настојувај. Поради тебе си дадов уште една шанса, но од сега натаму тоа место за мене не постои. Доаѓам. Великувајте, ајде. Ајде, кажи го бројот. Сега ќе го најдам. Чекајте сега, чекајте. Еве го, овде го запишав. Новој број се јавив. Овој. Познат ти е? Не знам, сигурна си дека е овој? Добро да му свртам од скриен број, ќе видам. Ајде, сврти му. Бидете тивки. Моментално не сум дома. Што? Ве молам, по звучниот сигнал оставете ја вашата порака. Во прва прилика ќе ви се јавам. Имате една говорна порака. Телото на Јусуф Еркиран е закопано во дворот на куќичката во конакот. Што се случи? Таа го слушнала гласот на Мехмет Емир, ама тоа е телефонска секретарка. Си го слушнала неговиот глас и си мислела дека со него зборуваш, тетка Сакине. Тетка Сакине. Значи не ја слушнал. Што ако друг ја слушнал? Не верувам дека некој ја слушнал да ја слушнеше. Некој сега немаше да бидеме тука, ќе се јавија во полиција, ќе го ископаа гробот и не знам што ќе се случеше. Не, Евсун, јас не можам да верувам. Ајде да одиме. Ајде да го извадиме телото од таму, одма да одиме. Ајде. Добро, ајде. Ајде го. Чекај да земам јасната. Ајде, побрзо. Ајде, одиме. Ајде. Ај, Господе, помогни ми. Ај. Телото на Јусуф Еркиран е закопано во дворот на куќичката во конакот. Да не се умори. Не, не. Многу е топло. Многу наеднаш затопле времево. Види. Каде одите, а? Имаме работа. Чекајте малку, де. Ај, Боже, какво е однесување? Што ви е вам, де? И така цел деве нема. Што е сега ова? Кај брзате се? Што е ова сега? Каде се трнале, а? Ама ајде сега имаме работа, после ќе ти кажеме тебе. Ајде. Имаме работа, Ајде со здравје. Ајде со здравје. Ај, Бог да чува. Дадо, што ли смислиле сега имате нешто, а, нели?
Не знам ја сега, Илијас. Ајде, треба да купиме доста работи, побрзајте му. Касетата. Ќе оди и ќе ја даде во полиција. Кога ќе дознае полицијата за снимкава, ќе го откопаат телото од таму. Човекот што ќе го приведате вујко ми. Што направи вујче? Што направи? Многу би сакал да платиш за ова што го стори. Од сега не сум ти Вујко. Ки се соочиш со Мехмет Емир кој никогаш не си го видел. Многу скапо ќе платиш за ова, вујче. Многу скапо. Арда! Арда, види татко ми, многу се грижеше за вас. За тебе, за сестра ти, за тетка ми. Го фрли неговиот живот во ризика, се трудеше за вас сите, ви пружи убав живот, се сеќаваш, нели? А ти вака се однесуваш сега.